Мали буџети, немање доволно пари за основно функционирање, недостиг на потребниот човечки кадар, немање соодветни одделенија на локалната самоуправа, партиски вработена администрација, која голем дел ниту нешто работи, ниту пак знае точно што треба да работи. За жал, ваква е сликата кај најголемиот дел од малите општини во Македонија. Од нив голем дел во моментов се комплетно нефункционални и со блокирани сметки, а можеби најголемиот проблем е недостигот на кадар кој може нешто да направи. Имаме во поглед на одделенија, локален економски развој, одделенија за урбанизам, одделенија за даноци, одделенија за финанси и сите тие одделенија за правни работи не се доволни. Оскудни сме во поглед на персонал, не е пренатрупана администрацијата, иако често се зборува дека е натрупана во некои општини. Располагаме со околу 39 вкупно вработени со 11 пожарникари во нив. Тоа е многу скромна и мала општина. Ние немаме се уште градежник, немаме сообраќаец, немаме сообраќаен техничар, немаме комунален редар. Дел од овие мали општини сметаат дека за да се вработи ваков стручен кадар кај нив, прво било потребно зголемување на платите за овие лица во администрацијата, затоа што, например, инженерите, архитектите или програмерите не сакале да работат во администрација за толку мали плати, или пак требало да се создадат јавни предпријатија кои што ќе обслужуваат повеќе општини. Зборувам за стручен профил во делот на IT инженери, во делот на архитекти, во делот на инспектори за животна средина, во делот на стручни лица од областа на градежништвото, затоа што овие профили се дефицитарни на пазарот и нормално дека тие немаат интерес да работат во јавна администрација, туку интересот го наоѓаат во својот приватен сектор, така да тука се соочуваме со определен лимит и тоа ни представува проблем во однос на функционирање на локалните самоуправи, особено по малите локални самоуправи. Пластичен пример, нели со процесот на дигитализација општините имаме потреба од IT инженер. Но добро би било еден IT инженер да може да се групираат соседните општини, пример Кањас општина, Прилеп, Долнини, Македонски Брод, Пласница, Кичево, да има еден IT инженер кој би давал услуги на сите останати 4 општини во рамките на самиот регион. Во однос на инспекторите, во однос на животна средина, во однос на архитектите, во однос на градежните инженери, исто така потребно е групирање, регионално групирање во помали региони, за да може тој еден архитект или градежен инженер да ги дава своите услуги на самите соседни општини, односно тој всушност да биде вработен и да го финансираат 2 или 3 општини во тој дел и тој да дава подеднакви услуги според потребите на тие општини. Исто така имаме големи проблеми, особено со стручните кадри, инженерските кадри, оние кои што се најпотребни за да направат импулс и движење на локалната самоуправа, на општината. Значи, проблем е, особено ги дефицитарни се кадрите од областа на градежништвото, архитектурата и така натаму, оние кои што ни се најпотребни за развој на локалната самоуправа. Дали тоа би се решило можеби со создавање некакви регионални центри кои што би работеле за повеќе општини во недостаток на ваков кадар? Па можеби би било и тоа добро да државата формира некакви такви регионални центри, бироа кои што би работеле на изработка на проектна документација, меѓутоа секако овие кадри да ги бидат соодветно и наградени, односно платени. Имајќи предвид овие приходи, овие плати кои што ги добиваат во локалната самоуправа се релативно ниски за овие кадри и не се нафаќаат младите пред се образовани инженери од областа на архитектурата и градежништвото да се вработат во администрацијата државна. И поранешниот градоначалник на Прилеп Маријан Ристевски и експерт во областа на уредувањето на локалната самоуправа смета дека регионалното менаџирање на општините би придонесло за нивен зголемен развој во моменти кога поради иселувањето и ред други причини бројот на стручен кадар е се помал и помал. На пример конкретна општина Прилеп може да помага и на помалите општини, како што е Кривогастани, општина Крушево, па и Долнени општина, или пак да речеме Битола, тука се општина Новаци, Могила, Демир Хисари и така натаму. И мислам дека одредени служби и одделенија
можат да помогнат во подоброто функционирање на самите општини. Меѓутоа, ете, тука се формирани тие 8 плански региони на ниво на Република Македонија, кои што со зголемувањето на ингеренциите и персоналот во тие, да речам, плански региони и надлежностите на истите ќе можат да се да завршуваат многу поголеми и покрупни работи и услуги за самите општини со цел поефикасно нивно работење од областа на проектирањето и собирање на финансиски средства во нивните буџети. Во иднина може би требало да се размислува и во формирање на некои регионални јавни предпријатија во областа на проектирањето, давање на правни услуги, па и водењето на финансите на помалите општини, бидејќи навистина сите овие општини на некој начин кубурат со кадар и она што се работи или не се работи доволно квалитетно или се работи делимично во однос на законските обврски што ги имаат самите општини и граначалниците кои екзистираат, односно работат и функционираат во тие општини. Според председателот пак на ЗЕЛС, Орце Ѓорѓиевски, потребно е администрацијата да посетува обуки за да знае да ги имплементира проектите. Често пати ние правиме меѓуопштинска соработка со одредени колеги, им помагаат моите служби, истото важи и за останатите сектори, значи ние и сега ја имаме таа можност, но сметам дека секој градоначалник треба да си екипира тим. Она на кое што работиме ние како ЗЕЛС е постојана обука на администрацијата, се организираат постојани обуки, знаете дека ние имаме системот за одобренија за продажба на земјиште е преку ЗЕЛС. Значи таа е алатка која што ние ја овозможуваме на општините како ЗЕЛС и постојано администрацијата од тој аспект ја обучуваме. Има постојани обуки. Истото треба и за останатите делови, односно останатите области да бидат обучувани луѓето. И невладиниот сектор кој што се занимава со оваа проблематика. Вината за целата оваа состојба ја гледа кај недоволно обучената и едуцирана администрација, но и кај Министерството за локална самоуправа, кое што треба да ја обучува таа администрација и да им помага на општините. Ја спомнавме партизацијата. Да, знаеме, во Македонија така функционира се, да не се лажеме, сите се партиски примени. Но веќе кога си го примил партиски, зашто не го едуцираш да си ја работи работата која има по систематизацијата? Значи, проблемите се многу бројни кај малите општини и не е само во парите. Пари има, тие, например, треба да направат проекти да ги земат. Зошто не ги земаат? Не ги искористија ни тие пари, многу малку. Па не ги искористија, треба да има многу повеќе интерес и капацитет. Локалната самоуправа, колку и нештото да е децентрализирано, сепак постои министерство кое се грижи локалните самоуправи да имаат свој пат. Малата општина треба да спроведува проекти и да гради собствен капацитет. Малата општина треба да има примери готови од Министерството за локална самоуправа, од систематизација на работно место, кој што треба да работи на работното место, на што ги обврзува законот. Понатаму треба со блок дотациите да им даваат пари. Јакнењето на капацитет е пари. И тоа државата мора да го свати. Толку пари запустила оваа држава, толку пари се украле во Македонија, па сега ќе плачеме дали може една мала општина да ги потроши парите на самоедукација на вработените или нема да ги потроши. Мислам, ако сака државата, малите општини ќе функционираат, тоа е мојот став. Градоначалниците бараат и правичен регионален развој и достапност до грантовите и проектите од државата подеднакво за сите општини, без разлика дали тие се мали или големи. Доколку ние како општина аплицираме за соодветен проект и секогаш прв репер се зема бројот на жители, што значи дека ние, бидејќи имаме мал број на жители во тие населени места, автоматски не можеме да го реализираме нашиот проект или да го добиеме со соодветниот грант. А да го поставиме обратно прашањето. Зошто имаме мал број на жители? Затоа што немало водоводен систем или немало пат. Што значи дека како репер да не се зема во предвид бројот на жители, затоа што ние како локални самоуправи, а се надевам и новата влада, треба да понудиме еднакви можности за сите граѓани во Македонија. Дали биле 10 или 1000 граѓани, треба нормално да имаат еднакви можности сите. Водоводен систем и за 10 и за 1000 треба, пат и за 10 и за 1000 жители треба.
Според дел од градоначалниците на овие мали општини, потребно е зголемување на степенот на децентрализација. Не може вие да му давате обврски на некоја општина, да речеме од комунален ред, од куќи на скитници и едно друго, а да не му давате права. Односно, средствата со кои располагаме ние како општини се многу скромни и мали. Ако во 2017 година затекнавме данок на додадена вредност каде што се делегираше од страна на централната власт кон општините околу 3%, сега е околу 2024 година дојдовме до 6%, пак не е доволно, затоа што затекнавме повисоки плати, повисоки придонеси, големи трошкови кон поглед на материјално-техничките средства со кои располагаме, возилата, територијалната противпожарна единица со која располагаме. Имаме некои институции од централно ниво кои треба да се делегираат. Да речеме, музеот на НОП, Македониум, спомен куќата на Тоше Тодор Проески. Тие се уште национални установи каде што функционираат по централно ниво. Примарната здравствена заштита на граѓаните на локално ниво. Територијалната противпожарна единица, да, му давате обврски на општината, меѓутоа не му давате доволно финанси за да опстани. На ист став е и председателот на ЗЕЛС, кој очекува промена на оваа ситуација за многу кратко време. Обврските се префрлени, а средствата не се префрлени за тие обврски да се реализираат, така да првиот момент со кој што ќе се занимаваме со новиот премиер Христијан Мицкоски, за многу скоро деновиве треба да оствариме средба на која што би го потпишале меморандумот за соработка, во кој што постојат одредени точки кои што треба заеднички да ги усогласиме и да ги потпишеме како темел и основа на она што ќе се базира нашата постојана комуникација во наредниот период, ќе биде секако фокусот главен во децентрализацијата, во вистинска смисла на зборот, и доколку тоа се спроведе онака како што треба, сметам дека сите општини ќе можат да функционираат соодветно. Како значаен чекор кон подобрувањето на оваа состојба, се гледа и во најавеното префрлување на околу 100 милиони евра од централниот буџет до крајот на годината на 80 општини. Но исто така треба да се користат повеќе и европските фондови, кои за жал стојат неискористени поради немањето проекти или знаење како да се земат тие пари. Еве сега се очекува со ребалансот на буџетот. Во јули, општините веќе сите во Македонија имаат на располагање централниот буџет 100 милиони евра, што значи треба да бидат спремни малите и големите општини со проекти да можат да ги аплицират навреме кога ќе бидат објавени конкурсите и да ги искористат тие средства во реализација на капитални инвестиции. Меѓутоа, тие средства од централниот буџет и не се доволни за реализација и на други проекти, затоа треба помалите општини повеќе да се насочат кон продуцирање на проекти, формирање на банка на проекти кои ќе ги чуваат и со отворањето на поголеми финансиски фондови, како што се фондовите од Европската Унија и други странски фондови, да бидат спремни и да ги аплицираат. Таков кадар помалите општини го немат и затоа велам дека можеби формирање, зголемување на ингеренциите на самите плански региони или формирање на регионални јавни предпријатија кои што ќе вршат на некој начин услуги на помалите општини или помош од поголемите кон помалите општини, ќе може на некој начин да се надокнади таа, да не речам, ајде сега и некоја нефункционалност на малите општини во одговарањето на законските обврски што ги имат кон граѓаните и реализација на капитални проекти кон граѓаните кои живеат во тие општини. Ние, ако сме мала општина, меѓутоа со гордост можам да кажем дека имаме квалитетен кадар во насока на реализација на европските проекти. Веќе аплициравме на повиците со Република Грција, на кросбордерите, веќе на 6 повици имаме аплицирано. Чекаме повратен одговор да видиме што ќе се случи. Исто така работиме на проект, таму имаме на еден повик се работи со Република Албанија и таму имаме аплицирано. Се надевам дека ќе имаме успешна реализација на дел од овие проекти. Доколку во иднина нема поголема соработка на централната со локалната власт и поголема помош кон помалите општини на финансиски план и во човечки ресурси, тие ќе останат да тапкаат во место, а бенефитот на граѓаните од нивното постоење ќе биде безмалку никаков.